Една година нема антикорупцијска комисија, ама за еден ден доби двојазична табла. Откако владата објави дека таблите на државните институции во исто време ќе станат северни и двојазични, не се дочека ниту еден ден. Антикорупцијска комисија денеска првија сменија таблата. Од пред некој ден и Министерството за економија доби двојазична табла. Иако е јасно дека овие табли ќе имаат многу краток рок на траење со оглед на тоа дека ќе го носат старото име Македонија, владата сепак експресно почна со имплементација на законот за езиците. Скандалот од терен денеска се префрли во собраниската сала. Агим Шечири, Бранко Мануеловски, Джеват Адеми, Реджеп Мемеди, Тања Ковачев, Катерина Кузмановска. Председателот на законодавниот дом денешната седница си е почна на албански јазик. Доста имал трпение. Јасно било дека законот е на сила. Имав трпение една година да чекам од донесот на законот во јануари 2018 до јануари 2019 председателот на државата Иванов да се освести и да разбере дека не може да го спречи, да ја спречи работата на парламентот и волјата на мнозинството. ВМРО ДПМН не реагира. Се кршеле сите законски процедури. Сето тоа се правило за глас повеќе и дневно политички маркетинг. Ова што го правите денеска е спротивно од член 3 став 1 од деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, кој што вели: во работата на Собранието службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. За СДСМ пак поважно било да се носат закони место да се прави приметби на кој јазик тоа ќе се направила. Многу поважно е што ќе зборуваме. Многу поважно е да носиме закони кои што се во интерес на сите граѓани на Република Македонија, и на македонците, и на албанците, и на турците, и на ромите, и на сите останати, отколку на кој јазик тоа некој пратеник ќе го направи. Џафери денеска продолжи да ја води седницата на албански јазик. Секоја работа си имала свој почеток и свој тек, им порача собранискиот спикер на пратениците.